Здраво тюнери, денес имаме BMW Cats, одлична подлога за тюнинг, бидејќи се работи за 123D, као што сите знаете е битурбо. А што точно овој модел има направено на него и кои перформанси се извадени, останете со нас за да видите. А сега малку технички детали да ви испозамарам што се вика. Овој модел конкретно е 2008 година, но серијски како E87 почнува од 2004 и завршува со 2013 година, каде што е заменет од моделот F20. И не знам дали знаете, но овој модел е замена за E46 компакт, што на сите ни е познат како грдото пајче од фамилијата на BMW. Како што кажав, овој модел има повеќе изведби и тоа неколку 4-цилиндрични бензински мотори, неколку 4-цилиндрични дизелски мотори, 6-цилиндрични бензински мотори и нормално најпосакуваниот, но и редок кај нас, 6-цилиндричен турбобензински мотор. Оваа изведба 123D има 2.0 дизелски мотор со две турбини и неверојатни 204 коњски сили и 400 Нм вртежен момент. Исто така, овој модел има 330 мм дискови напред, каде што во послабите модели се 300 мм, додека назад сите имаат еднакви, односно 300 мм дискови. Исто така, уникатно кај овој модел 123D, за разлика од послабите модели, е што има електронски шпер диференцијал, не е класичен механички, но со помош на кочниците и сензорите од ABS-от симулира шпер диференцијал. Колку е тоа ефективно, ќе видиме во тест возењето понатаму. Знам дека сите го чекавте овој момент да го слушаме звукот на ова возило и продолжуваме да го тестираме и возиме. Дечки, дојдовме до моментот возење. Мојот омилен дел, а за кратко ќе видите и зошто е мојот омилен дел. Потхаубата на овој 123D BMW имаме поголеми интеркулери, имаме појака и поголема пумпа за висок притисок за горивото, имаме дизни поголеми и имаме издув FI76 од турбо до крај, кој што, кога ќе ставите се во комбинација, дава 310 коњски сили, извинете, и 640 Нм или го даваат ова. Торк, буквално лепење во седиште. Премногу торк има возилово. Секако покрај моторот има одлична шасија, избалансирана, скоро до совршенство како и секој BMW. Знаете дека има 50-50 распореденост на тежината, кое што во моментов на овој пат, на овие кривини, мене ми делува прекрасно. И кога ќе дојде некоја малку поостра кривина, секако кочниците кои што се 330 мм поголеми во однос на обичните модели, доаѓаат до израз и си го прават своето. Тюнинг, според мене, нема подобро, бидејќи за многу помали пари добивате многу поголеми перформанси и згора на сето тоа, секогаш имате помала потрошувачка и помалку трошоци за одржување на истото возило. Исто возило со истиве перформанси, со истата опрема која што има овој Cats, би било најмалку 3 пати, ако не и повеќе, поскапо за разлика од ова возило. Внатре е одлично, покрај сите механички работи како амортизацијата и моторот што го има, надополнето е со одлична возачка позиција. Јас сум 1,90 м и апсолутно немам никаков проблем да седам удобно во ова мало возилце, или покет-рокет што би се рекло. Не седам ни премногу високо, ни премногу ниско. Позади имаме исто доволно простор, можеби малку би му било тесно на некој од моја висина, поготоа ако седну в средина поради тунелот, но сепак компромисот кој што го давате во таа гледна точка за перформансите што ги добивате од ова тюнинг возило или некое друго кое што ќе тестираме, и продолжете со нас за да видите што се ќе тестираме, мене барем ми вреди. Сметам дека според мене многу подобра алтернатива тюнинг
иако имаме доста предрасуди во Македонија за тюнингот, како не бил добар, како не чинело за моторот или го намалува работниот век на возилото, сепак ако е тоа изведено и направено како што треба, никогаш нема да имате никаков проблем со тоа. Извинете малку ако на моменти не ви обрнам внимание, но шасијата е толку добра и толку одлично се понашува ова возило што дури на моменти се занесувам и заборавам дека треба да ви го представам, бидејќи торкот со амортизацијата која што ја нуди и кочниците што ги има на овој пат, на овие кривини се за мене скоро совршено нешто. Епа тюнери, дојде време да одјавиме епизодава, веќе залади како што може да видите по мене. Пред се благодарност огромна до SNC Street Nightmare Club кој што ни овозможија да го тестираме ова возило, за и вие да го видите. Воедно и ако имате ваше возило, секако тюнинг возило, може да ни пишете во коментар и имате линк до SNC во description. Фала ви многу, ова беше моја прва епизода, се надам нема да сте престроги, но секоја критика и позитивна и негативна е добре дојдена. Лайк и subscribe и се гледаме во наредно видео.